Благодарам. Ќе поставам две пратенички прашања. Првото е за премиерот, а второто за министерот за здравство. И двајцата љубители на возење со мотор и со хеликоптер, и двајцата кои што изминативе 14 месеци имаат преку 151.100 заразени и преку 4.700 починати од вирусот COVID-19. Додека во Македонија ни се случува пандемија со која повеќе од очигледно е дека не можат или не знаат добро да се справат со неа премиерот и министерот Филипче, додека илјадници семејства во Македонија изгубија своји блиски членови, барем Заев и Филипче да беа малку почувствителни и да не ја здисуваа со мотори и хеликоптер низ државава во време кога луѓето се борат со длабока сиромаштија и за сопствениот живот. Сите оправдувања за тоа дека целиот свет е во пандемија не држат вода, бидејќи Македонија е лидер во светот по број на заразени и починати, а е редок пример за тоа колку малку се издвои за реална помош на сите засегнати од оваа криза. Не случајно има протести секој ден од страна на незадоволни граѓани кои се повеќе и јавно го изразуваат својот револт и незадоволството од оваа власт. И наместо да се фалите и да триумфирате со изгласаната доверба на владата, вие требаше веднаш после тој кукавички чин да се впрегнете и да изнајдете решенија за многу проблеми кои се благодарение на вашата неработа. Наместо пакети со економски мерки кои се само трошка милостина за бизнисите и за работниците, вие требаше во Македонија да реализирате капитални проекти од кои сите бизниси ќе работеа и ќе делеа плати за своите вработени. Наместо тоа, Македонија е претворена во држава на криминал и корупција, држава која е пример за тоа како не треба да се раководи и води, особено за време на една ваква здравствена и економска криза. И се додека вие мислите дека сте на вистинскиот пат и дека никој не ви може ништо, се дотогаш Македонија ќе тоне на листите за борба со корупцијата, а анкетите ќе покажуваат огромен процент на граѓани кои сметаат дека сме во политичка криза и дека не се задоволни од оваа власт. Вашата неспособност и ароганција не се само перцепција на оние кои не се ваши истомисленици. Напротив, вашата неспособност и ароганција не доведоа да немаме никаков авторитет како држава и уште долги години да се оправаме од вашата некадарна, како внатрешна, така и надворешна политика. Македонија од светски пример за економски напредок, денес е најзадолжена држава во регионот и држава пред банкрот, а благодарение токму на вашата неспособност. Слушнавме многу ветувања за проект 369, па 18, па 21, па за економска година, па за година на вложување во човечки капитал, година на борба со корупцијата и какви уште не шарени лаки. Но на дело видовме само сиромаштија, криминал, корупција и скандали. И кога веќе стигнав до скандалите, да започнам и со моите денешни прашања. Првата тема, односно прашање за премиерот. Аферата Рекет 2 е скандал од високата корупција кој што го откри сето делување на октоподот на власт. Премиер, министер и директор на Фонд за здравство признаа дека вршеле притисок врз домашна компанија, злоупотребиле позиции и овластувања за одвраќање на светски здравствен гигант, а тоа е шведска компанија, да не инвестира во Македонија, да не влезе во Македонија и да не ги подобри условите и услугите за македонските пациенти. Зад Рекет 2 стои кривична пријава и јавни сведочења, стојат лукративни цели, наголемо се зборува за месечни транши кај благајник со брада во Струмица, се зборува за преземање на домашна компанија, се зборува за уцени преку злоупотреба на јавното обвинителство и управата за финансиско разузнавање. Заев потврди дека знаел за Рекет 2 и дека е вистина наводот во кривичната пријава за одвраќање на странскиот здравствен гигант да влезе во Македонија. Заев откри дека речиси цела една година однапред знаел што ќе работи обвинителството и знаел против кого и каков случај ќе отвора. Заев ја потврди спрегата на октоподот, спрегата на извршната и јавно обвинителската власт. Заев потврди дека е запознаен со рекетирањето и случајот Рекет 2. Рекет 2 е огромен скандал кој зад себе крие огромни прашања, а за кои се уште нема институционални одговори. Дали и за колкави рекетирани суми се работи во Рекет 2?
Зошто и по цела година од истрагата нема резултат за криминогени действија според кажаното на Заев, Дончев и Филипче, а парите на домашниот бизнисмен се уште се замрзнати? Колкава е улогата на Управата за финансиско разузнавање преку која што е замрзнат имотот од продажбата? Дали зад замрзнувањето на имотот стои уцена за добивање на дел од колачот од продажбата? Каде е Дончев после смешната парична казна за непријавување на имот? И конечно, дали со отворање на случајот од страна на јавното обвинителство ќе бидат откриени инсинуациите за тежок криминал на директорот на Филипче и на Заев? Втората тема, односно прашање ми е за господинот Филипче. Додека македонските граѓани мачат да добијат соодветна и уставно загарантирана здравствена заштита, министерот Филипче си води бизнис во и од здравството. Имено, Филипче е директор на невладината РНМ СЕЕ, регистрирана кон средината на 2015 година. Преку оваа невладина организација се правеле донации по неполна година од незиното регистрирање и тоа во вредност од околу $900,000. Упатени велат дека постојат сомневања од истово се прави и сега кога Филипче е министер, но сега за лекови со краток рок на важност. По неполна година од регистрацијата на оваа организација, на истата веќе и се одобрени околу $900,000. Овие средства невладината ги добила за да ги донира за лекови за канцерогени болести, поточно за да бидат дадени на Универзитетската клиника за онкологија. Практично, по неполна година од формирањето, невладината го најавила својот прв проект, а тоа е доставување на лекови и антибиотици за канцерогени заболувања кои се наменети за клиниката за онкологија. Невладината на Филипче ова го добива работејќи со Direct Relief, организација за хуманитарна помош од Соединетите Американски држави, и обезбедува хемотерапевтски лекови и антибиотици во февруари 2016. Упатени велат дека постои простор за сомнеж дека оваа невладина организација сега е вклучена во донација на лекови со краток рок на важност. Или постои сомнеж дека сега невладината е вклучена во сделка со инсулин. Имено на граѓаните, поконкретно на пациентите болни од диабет, минатата недела им бил поделен инсулин, чиј што рок истекувал за 15 денови, а истиот треба да го користат до октомври оваа година. Добро упатени извори информираат дека станува збор за инсулин со краток рок на траење и дека истиот е донација. Инаку, за инсулинот со измена другна употреба има посебна процедура за негово уништување. Таа опфаќа постапки на собирање, складирање и разградување на производот, односно инсулинот, а за истово компанијата производител мора да плати и да направи одредени трошоци. Во конкретниот случај, за да не плаќа фирмата производител, односно увозник, се прави донација. Инсулинот, кој е при крај на истекот на неговиот рок, се дели по пациенти, а за делот кој ќе остане, Министерството за здравство ќе го плати неговото уништување. Со еден збор, или долгата приказна накратко, некои се богати заради тоа што наместо компанијата производител, односно увозник, инсулинот ќе се уништи на сметка на граѓаните, односно даночните обврзници, кои редовно си ги плаќаат кон државата своите обврски. За ваквиот инсулин со многу краток рок реагираат граѓаните, па јас, како нивен представник во ова собрание, го прашувам министерот Филипче дали и што има да ми одговори на ова прашање, поточно на оваа тема. Ви благодарам. Раденичка Дафина Стојановска.